Миграцијата од град во село станува се повеќе популарна. Живко Марковски е само еден од многумината кои одлучиле да побегнат од урбаниот хаос. Веќе 4 години живее во Брвеница. На животот во град, вели, не мисли никогаш да се врати. Се снајдовме добро, комшиите не прифатија и тоа. Се повеќе бараат луѓе во плацеви? Па бараат, да. Бараат, има. Скоро нема ден да не пројде некој да не праша, да не има доста побарувачка. Се како кој ќе се снајде, тоа е. После 4 години би се вратиле повторно во град? Не. И додека некои села се празнат, токму општина Брвеница е можеби единствена во државава каде трендот на доселување не запира веќе со години. Се повеќе се купуваат и градат куќи, во просек по 15 годишно. Целата состојба со корона кризата дополнително влијае на зголемениот интерес за живот во рурална средина. Случува во Стенче, во Волковија, во Блаце, како села што беа запуштени. Сега лани скоро сите тие стари куќи, луѓе што не иделе со години, почна да ги преадаптираат, да ги реновираат и има голем интерес и поради тоа бидејќи бегаат кон селата. Доселувањето се одразува и во образовниот процес. Во училиштето во Брвеница постојано расте бројот на ученици, а годинава имало рекорден број првачиња, дури 63. 12 годишно искуство имам и секоја година имам прилив на се поголем број на првачиња. Освен првачињата, во текот на годината запишувам и ученици кои што се доселуваат од градовите, па дури имаме и од внатрешноста на Македонија. Брвеница е една од поголемите општини во регионот и опфаќа 11 населени места, главно со мултиетнички карактер. Нема официјални бројки, но се претпоставува дека има близу 20.000 жители. Сепак, има и села во Полошко кои имаат сосема спротивна судбина. Се повеќе се празнат и остануваат во заборав.